I have often told you stories about the way I live the life of a drifter, waiting for the day when I take your hands and sing a song that maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. Now I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like a sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Many times I've been a traveler, look for something new. Days of old when nights were cold, I wander without you. Those days I told my eyes and see you standing near. Though the blindness is confusing, it shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like a sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of fortune. Повелете суди. Благодарим. Ден, добро вечер. Повелете. Дали, бидејќи малце бевме и сите бучни, па не го чув добро прилогот, имам едно прашање до тебе. Ти се пристори жирито престрого минатиот пат или како? Како не доживеа? Не, коментарот беше во прилог на тоа што читаме по форуми, по интернет, дека жирито било премногу благо порано со нас, па Јас тоа. би се сложила со со оние кои што пишуваат по форумите, бидејќи кога би го вратила филмот назад, сватив една работа. До изборот на 20, ако ме слушаш, потивко ќе зборувам за да знаат дека може да ме слушаш. Ја би рекла вака, ова жири не би требало да смени ништо до моментот кога ви избравме првите 20 кои што влегоа во финале. Но дефинитивно по тоа како што гледам како одредени структури се развиваат, а некои паѓаат, може би требало да бидеме многу построги. По однос на тоа пред се, кога ги прегледувам снимките дома. Мислам дека си можел да одбереш многу подобра рок балада во однос на твојот глас и твоите вокални способности. Иако ми се допадна тоа што напомена дека ова е една од твоите поомилени песни, мој исто така, и се радувам што ја отпеа. Но она што најмногу ме бендисува кај тебе, Дејан, е тоа што си постојан во она што го работиш. За твоите гласовни способности веќе нема потреба да зборувам. Ти си извонреден пејач и јас мислам дека ти
можеш да направиш многу во поглед на една музичка кариера. Ти посакувам многу успех и тоа е моето мислење за оваа вечер. Барем до сега чекам понатаму да видам што ќе чујам. Благодарам. Дејан, другарче, Тони Михайловски зборуваше за културата на публиката, а јас сега ќе зборувам за некултурата на публиката. Ќе ти кажам дека беше одличен и дека од наредниот надпреварувач натаму, ако биде ваков жагор во салата, јас нема да коментирам. Ти благодарам, супер беше, дечко. Благодарам. Навистина морам да ви објаснувам, најверојатно, посебно на овој дел, или ќе замолам организаторите да испразнат целава трибина на пауза. Сакате да си одите дома? Молчете тогаш, ве молам, сериозно, мислам, не се слушам јас што зборувам, а камоли човекот, бар он треба да ме слушне. Вие и не морате, ворете. Ве замолил јас. Мислам, сериозно, дали се разбираме македонски или треба некој поинаков јазик да употребиме? Дејан, не само што е одбран најдобрата, не можеше подобра да одбереш, пријателе. Ова е најдобрата балада и хеви металците се докажани како најдобри, барем за мене, мислам. Благодарам. Но, се слагам со Калиопија апсолутно дека треба да прилагодуваш на твојот глас, кој е многу чудесен, пријателе. Ти имаш толку многу трансформации досега направено со твојот глас, што јас просто не можам да се определам кој жанр на музика тебе повеќе би ти легнал. Искрено мислам дека малку се стегна во оваа балада затоа што Јан Гилан е Јан Гилан. Човекот на крајот на краиштата има направено по една легенда операција на тестисите за да може да фаќа уште една октава. Да, тоа е една легенда за него. Дејане, само ти продолжи вака, пријателе, далеку ќе дотуркаш и ми се свиѓаше тоа кај тебе, ми се допаѓаше, се извинувам, тоа кај тебе, што точно знаеш да комуницираш со публиката така како што треба. Значи, во еден период беше многу тивок, мирен, таков еден јектичав, потоа одлепи, отиде до врвот и сега потоа одиш пак надолу. Вториот дел ќе го чекам со нетрпение да видам што имаш подготвено, затоа што ова се всушност 2 понеделника во еден, така? Да. Ти посакувам многу среќа и се надам дека ќе гласаат за тебе твоите обожавани. Благодарам.